Дури 19 фирми од источниот регион биле тресени од трудова инспекција, а по налог на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Инспекторите работеле во Кочани, Штип, Делчево и Пробиштип, за каде имало индиции за кршење на работничките права, и тоа исплата на регрес за годишен одмор, исплата на прекувремена работа, евиденција за прекувремена работа, нерегулиран работен однос, безбедност и здравје при работа. Иако инспекцијските интервенции во добар дел биле правилно насочени, сепак на нивна реакција според Хелсиншки се чекало многу долго. За некои представки одговор од инспекторите стигнало дури по 45 дена. Поради ова, од Хелсиншки препорачуваат: прво, Државниот инспекторат за труд побрзо и поажурно да постапува по поднесените барања за вонреден инспекцијски надзор со цел поефикасна заштита на работничките права. Второ, Државниот инспекторат за труд да ја доставува целокупната документација од извршениот инспекцијски надзор до поднесителите на барањата за вонреден инспекцијски надзор. 3. Државниот инспекторат за труд да ја подобри отвореноста и пристапноста на работниците со воведување на функционални телефонски линии во сите подрачни единици и воведување можност за поднесување анонимни електронски барања за поведување вонреден инспекцијски надзор. И четврто, подобрување на соработката на Државниот инспекторат за труд со сите активни чинители во процесот на заштита и унапредување на работничките права, како што се синдикатите, Организацијата на работодавачите и граѓанските организации. Колку инспекциите ќе успеат да одговорат на барањата на Хелсиншки е дискутабилно, зашто тие и онака се претрупани со работа. Поплаки од работници има секојдневно и сите тие треба поединечно да се истражат и проверат, па дури потоа да се процесуираат, односно документирано достават до Хелсиншки. Од друга страна, шанса за поефикасно работење на инспекторите не им даваат самите работници, зашто представки пишуваат за се и се што, односно и кога се, но и кога свесно знаат дека не се во право. Неофицијално, во последните 2 години нивните реакции се зголемени за повеќе од 300%.